Добре ми дојдовте на Шанка. И оваа вечер во убаво друштво со вас, убави луѓе, ќе уживаме и ќе погледнеме што ново ви спремивме за денес. Секогаш го сакам овој дел од вечерта затоа што Шанкот е моето омилено место, верувам и вашето. Со чаша добро вино нема што не можете да средите, нема што не можете да решите. Време е за новиот автомобил, преубавиот Hyundai Tucson, конечно малку машка кола, спремна кола. Кола која ќе ве направи да се чувствувате онака машки убаво, а и кола која ќе ве направи да се чувствувате како вистинска дама која и како знае да управува со својот автомобил. Новиот Hyundai Tucson можете да го добиете по одлична цена, а такви одлични перформанси не можете да најдете кај друг автомобил. Уште веднаш закажете кај моите пријатели една тест проба за возење на овој автомобил и ќе видите дека ќе се заљубите на прв поглед. Кога сум веќе кај заљубувањето, со заљубување доаѓа и бакнување. На мода се сочни полни усни, затоа овде се моите пријатели во Скопје и во Радовиш да ви понудат зголемување на волуменот на вашите усни, за да може бакнежот да биде вистинско уживање, а и да не се малтретирате кога се сликате по интернет со Јас сега кај да треба да си закажам една средба за јас да престанам така да се фотографирам, но она што моите пријатели го нудат за вас исто така и лазерско белење на заби, лазерски Edelweiss ламинати, забни импланти, најсовремени фиксни протези. Денталното здравје е исто толку важно колку и вашето друго здравје. Нама и денталното е многу важно. Океј, Македонија, она што остана на крај е уште еден убав дел од емисијата, кога пијам кафенце со мојата гостинка, кога разговараме за она што треба да го погледнете и проследите, а оние кои се љубители на вистинско турско кафе ќе ви речат дека ова е најдоброто кафе. Битно е да биде со богат вкус и најважното е да ве расуни, да ве разбуди, да ве припреми за сите обврски кои ве очекуваат. Ние имаме врска да седнеме на Шанк, да си направиме убав муабет и да го задржиме вашето внимание. Ајде. Мои убави луѓе, денес ми е посебно задоволство, чест и привилегија да седам со денешната гостинка која е вистинска дама. Јас сакам да кажам, може ќе ми рече дека е нескрмно, но јас сакам да кажам дека е македонската Ана Винтур. Снежана Богдановска, Сани, добре ни дојде. Добре најдов. Ти си еден од пионерите во македонската модна сцена. Широко во Македонија и настрана од Македонија секогаш сте ги коментирале модните настани и случувања. Водител во сферата на модата и убавината и жена која за неа годините како да не постојат. Ајде да кажем, јас милувам да кажам нели забавено, ама да си оди процесот. Јас сум се уште фасцинирана и ќе кажам и пред гледачите од тоа како изгледате, од тоа како одлично се држите и од тоа како грациозно се носите со своите години. Последната фотосесија искоментиравме на телефон дека е нешто феноменално што го видов. Со тие млади девојки мислам дека си прекрасен пример за тоа како треба да изгледа еден модел и една манекенка како да позира и да се слика. Па да, мислам дека тоа е всушност моја задача, нели, и обврска кон се ова што сум го работела претходно. Така да мислам кога не напразно се вели еднаш манекен за секогаш манекен. И дека ако веќе сте го работеле тоа навистина ви е обврска да се грижите за себе. Тоа е една од придобивките всушност на оваа професија. Нешто што го имплементирате во себе си и го носите како животен стил понатаму. Настрана од тоа, кога веќе сме кај нели сесијата, фотосесијата, таа е наменски направена со цел токму да се покаже дека 50-тите години не се застрашувачки, дека треба буквално да си ги сакате и да си уживате во нив. И дека не мора да ве загрижуваат брчките, затоа што тие се нели дел од вашето живење, некаков документ на животниот пат. И дека не мора телото да по дефиниција и по некакви стереотипи да изгледа како умеме да кажеме 50 годишна жена. Напротив, ако дадете оптимум од себе си, тоа може да ви врати, односно да изгледа онака како што и всушност би требало да изгледа.
Јас сега сум сведок и тоа не е, јас сум имала некаков урнек од она што се случува во светот. И по углед на овие, не знам, икони светски, како тие така ја доживуваат таа своја возраст, сведоци сме на враќањето на супермоделите, нели? Да. И нивното имплементирање во она што се нарекуваат нови фотосесии, односно нивното искористување, фактички. Ги враќаат на назад. Ги враќаат и тоа не е напразно, и тоа не е без смисла, затоа што токму тоа сакаат да покажат, не напразно, и тие биле супермодели во тоа време, затоа што биле личности, карактери, и буквално последен период кога имавме обезлечување на модната сцена, односно на ликовите манекенски, кога се одеше на некакви андрогени, се инсистираше на андрогени типови, се инсистираше на безобличност на ликовите. Сега повторно, и тоа е наменски во модната индустрија, ништо не е случајно. Ништо не е случајно. Значи сакаат повторно да ги искористат и да тој идентитет да покажат што значи идентитетот. Мислам, потребно е сега на модната индустрија, токму тоа. Многу ми е мило што ќе направиме убав мовет, што имаме многу теми за разговор. Ќе почнеме полека, но прво ќе наздравиме со чаша вино, за да се опуштиме и да видиме дали ќе ни го бендисате нашето вино од нашите пријатели кои се сумневам дека нема шанси да ни го бендисате, а мајте. Прекрасно. Љубител сте повеќе на црвеното или на белото вино? Црвеното по дефиниција. Затоа што црвеното вино се препорачува, нели, Да. прво како еликсир, нели, една чаша црвено вино на ден и завршувате работа, белотните не да вежбате. Готово. Ова е Санта Марија вино, квалитетно сува црвено вино со изразена рубин црвена боја со виолетови нијанси. Се одликува со арома на шумски плодови и зрнесто овошје и богат екстракт на мед кадифен завршок. Се служи на температура од 16 до 18 степени, свежичко е таман заради вино. И печено месо и дивеч одат одлично, но тоа може после тоа да го направиме. После снимањето може да ми проби виното секогаш, да. Таман сакам да се навртам на тој муабет. Дали исхраната се уште важи за тебе како приоритет да биде здрава, намирници кои се препорачуваат, и дали вклучувате алкохол во секојдневната исхрана? Вино обврзно. Вино една чаша, тоа по правило, по дефиниција. Здравата исхрана, како одам нанапред, се повеќе и повеќе, односно императив ми е, апсолутно, мислам, тоа ми е правило број 1 во животот, приоритет, да кажам, апсолутно. И се повеќе сум и пропагатор на тоа, постојано зборувам колку е важна, особено нели за напредната возраст или како одите понатаму, затоа што јас не ги разбирам луѓето кога се предаваат, нели како созреваат, да кажам, да не стареат, туку како созреваат. И сега ќе дигнете раци, баш ми е сеедно, нели? Веќе сум во години кога не ме интересира. Не е се во изгледот. Тоа е последното нешто како придобивка што ќе го добиете од здравиот начин на живот. Меѓутоа, здравието е многу поважно, затоа што како одите нанапред, толку треба повеќе да се грижите за себе си. Затоа што староста може да биде убава, нели? Така. Мислам, и тоа трето доба може навистина да биде убаво ако сте здрави. Всушност, секогаш ако сте здрави. Не е напразно и не е флоскула да ги кажа здравието е најважно на светот. Навистина, една настинка па ќе ве кутне и сте не можете ништо да правите, нели? Точно. Сакаш да ми кажеш дека ако исхраната не внимаваме на исхраната, оние ригорозните диети не влегуваат овде, значи баш буквално здраво хранење и стил на живот. Стил на живот станува апсолутно. Значи ништо не значи, ти напротив се многу нездрави. Не си ги практикувала никогаш во целата своја кариера? Па не, никогаш не сум сакала режими. Значи, апсолутно во ништо не поднесувам некој строг режим или правила. Правилата јас си ги поставувам, да сакам дисциплина. Ама режим и дисциплина се малку различни работи. И
не им верувам. И се покажало зошто не им се верува. Меѓутоа верувам во нешто што станува начин на живот. Ајде да те вратам малку наназад, бидејќи имаме доста време да си направиме муабет. Секогаш сакам со луѓе кои прв пат правам интервју и одамна сакам да направиме еден разговор. Како почна си? Дали можете да се присетиш, значи некој отприлика зборуваме 15 години со моделство и манекенство, така би дошло отприлика? Па да, од почетоците активно, всушност премногу долго се баве, тоа беше една развлечена приказна. Кој беше заслужен и како те открија тебе за да речат Сани влегуваш во овој моден свет? Па токму и пред известно време истото го раскажував, некако сега вака ретро муабети водиме. Мислам дека не можев да одбегнам таа приказна. Едноставно нешто ви е судено и колку да го заобиколувате, да бегате од него, тоа ќе на крај ќе ве најде. И мислам дека тоа ме најде мене, не јас него. Иако цел живот, еве сега кога нели треба вака да правам муабети, па ви се навраќаат мислите. Првите мои сеќавања за само идентитетот всушност се врзани со изгледот, со облеката, со цртање, значи уште кога не знам на 4 годишна возраст сум цртала облеки и цел живот ми е означен со таа визура фактички. И ете така дојде моментот и мислам дека во тоа време така се споја работите во тој некој круг кој што беше урбан круг скопски, на сите од тоа време им е познато, не како сега, онака круг во кој што сите се знаевме фактички. Една идеја на Марио Липша кој што тогаш почувствува потреба да ангажира, да анимира македонски сили на манекенско поле, а не постојано да се потпира на она што беше таа култна белградска манекенска школа која што доминираше во цела Југославија. Така. И имаше храброст едноставно да регрутира од овде девојки. И ние бевме така тие пионери три кои што сами себе си се обучивме со таков некаков ентузијазам влеговме во целата приказна. Ама приказната не беше само да се појавиме на модна писта, туку многу повеќе да изградиме еден нов идентитет на македонска манекенка. Затоа што до тогаш беше помалку и деградирана, девалвирана, оспорувана на некој начин професијата. Јас секогаш ја сакам да ја кажам професија и мислам дека тоа е дефинитивно. Дефинитивно. Без разлика што постојано напомнуваат дека нели го работат од хоби, напротив. Јас мислам дека не знаат да бидат професионални условите овде за да земеш добра плата и заради тоа го велат како хоби. Да, но тоа не е алиби. Да, точно. Дефинитивно, затоа што ако нешто работиш, тогаш мораш прво да го работиш најдобро што можеш, да се дадеш потполно во себе си, заради себе си, заради сопствена оправданост, а не заради некои други да им се докажуваш. Затоа што овде јас добивам впечаток дека пак на назад успеваат да го вратат оној период на деградирање на професијата. Поправиме ако грешам, но мислам дека е така. Од причина што девојкиве се повлекоа, се исплашија да работат оваа професија. Често знам да сретнам девојка која многу поубава, така, многу поубава на пистите. Така, на писта од што гледам. На улица. И да ја речам дојди на модна ревија и биди манекенка, ќе рече нема шанс. Да, и мислам оправдано е тој гард е апсолутно оправдан и отпор. Така, има и зошто и тоа е она што јас во моментот сакам да го анимирам фактички. Натаму и одев со муабетот, така. Да, да го вратам дигнитетот на она што некогаш беше таа првична манекенска школа што и денес остава трак во сеќавањето на сведоците на тоа време. Така. Значи Санија започнува својата да речем школа за модели, за професионални модели. Таму ќе може да се запишат и машки и девојки, мислам, така? Возрастно ограничување ќе постои, нема да постои? Само на долната граница, затоа што целиот концепт нели осмисленост и форма на школата подразбира да бидат на возраст кога ќе може да ги восприемат содржините, а содржините се навистина богати. Така. Јас баш на телефон кога разговаравме, кога ми ја кажа идејата и реков супер, одлично, бидејќи како мала имав желба да бидам манекенка, не излезе ништо, многу сакам да јадам.
не се шегувам, не излезе ништо, патот ме однесе во други води, но се сеќавам дека како девојче во средно училиште одев на одреден курс за манекенство и од таму научив да удам исправено, да го држам правилно телото, да се негуваш, да се средуваш и ти самата велиш не е само убавината, туку едноставно грижата за себе. И мислам дека ова е одличен потек за секоја млада девојка од родителите дома, не само за ако вистина и требало да биде манекинка, туку чисто ако има перформансите, тогаш е окей, нормално. Но како и да нема да си оди без богатство и нешто што ти треба понатаму. Апсолутно, и мислам дека затоа и целата моја инвестиција во ова, затоа што тука ќе се добијат знаења од живот, каде што никаде на друго место не можете да ги добиете. Особено што школството ни е сега осиромашено страшно. Има содржини кои што навистина немаат каде да ги осознаат младите. И ова ќе биде така осмислен концепт во кој што ќе имаат некакво знаење за живот фактички. Дали што облагородува? Дали сама ќе ги држите курсивите вие или ќе имате? Тоа е интересно, со Кариера Плюс ја правиме соработката. Фактички тоа е центар за едукативен развој, каде што имаме различни содржини и токму заради нив тие ми се соработка затоа што ми ги нудат сите останати содржини за кои што јас не сум компетентна, нели? Моето ќе биде чекорењето на писта, фотографирањето, историјата на мода, ќе биде однесувањето, добро, фитнесот исто ќе биде, режим на исхрана, ќе имаме шминка и фризурата, она што е нивното. Да речеме, исто, тоа се фактички едни сублимирани курсеви од сите аспекти, кои што нудат одредени содржини кои што мислам дека да си добар манекен само можат да ти придонесат во твојата надграда. Каде може да се информираат повеќе за ова сите оние кои во моментов не гледаат и се заинтересирани, сакаат да добијат средба, повеќе информации, да се јават, тоа е во Кариера Плюс, да. И претпоставам дека и од таму можат да искомуницираат сите информации, сите консултации можете да таму. Дефинитивно. Јас ќе ве поддржам да го направите тој чекор, заради тоа што и сами веќе установивме има многу повеќе од тоа да бидеш манекинка или модел во другиот дел, аспект на животот. Тоа инвестирање во животниот стил. Во самиот себе, да се надоградиш. Она што сега ќе го свртам друга тема на мојот, баш кога се насмеавме тоа и нам, велам, ретко ми е досега да сретнам жена која била манекинка, а е паметна, изградена како личност, амбициозна и успешна во повеќе полења во својата професија. Денеска не знам зошто се тоа должи кај повеќето девојки, меѓутоа ми е чест задоволство да те познавам тебе и да кажам дека си наша модел од Македонија, бидејќи за мене си една комплетно изградена жена. Сега, прашањето што ќе го наметнаме, дали имаш став одреден према тоа како денешниве модни агенции работат? Дали никогаш ти дошла желба да се умешаш и да го почнеш барем тој бизнес, бидејќи не те видов во тој дел. Никогаш не видов Сани е одговорна за модната ревија, за моделите, за манекинките или Сани има модна агенција и слично? Добро, да, од време на време ме ангажирале за одредени проекти, да речеме, меѓутоа не било тоа истакнато, нагласено, артикулирано дека јас ставам за тоа. Меѓутоа да, знаеле да се подсетат, иако ретко, јас велам не сум искористена и тоа ми е многу криво. Особено што во Македонија нема кореограф. Јас сум единствена која што тоа може да го, мислам, одговорно тврдам, дека тоа го работе, фактички ние сме првите кои што правеа кореографии на времето. И тој прв сет на манекенки не е само значаен по тоа што беше група на индивидуалци, значи хомогена група на индивидуалци, и по тоа е запаметен, и по квалитетот на настапувањето и несувањето на себе си, туку и по тоа како ја работевме целата работа. Значи тие кореографии што ги правевме во тоа време, и ден денес ги користат, не измислија ништо, но што е, мислам, жално, а кореографијата е едно од битните елементи
кога не многу често има потреба од, не знам, комплицирани кореографии. Меѓутоа, кореографија подразбира и да им се да даде упатство на манекените како да се однесуваат и како одреден настап, одреден стајлинг да го прикажат. Одреден креатор како да го репрезентираат. Тоа е нешто што кореографот го прави. Така. А ние немаме такво нешто воопшто дури. Сега јас се извинувам, а морам да бидам критична и од оваа страна затоа што ми нескромно се чувствам компетентна да зборувам за тоа, иако секогаш сум била така млака, не сум сакала да давам многу коментари, меѓутоа од друга страна навистина ми е криво затоа што го нема продолжување на таа традиција, нели, на квалитетно манекенство. Она што требаше да се надоградуваат овие години. Напротив, тоа целото се разводни. Јас ќе го потврдам, бидејќи јас не сум стручна, ако ќе видам Ама дека секој човек го гледа. Моето око, обично око го приметува тоа, јас знам ова не е модел. Тоа е за публиката. Вие сте тука, таа професија за тоа и постои, за да можете да им го продадете. Так. Нели? На муштерите. Иако мене не ми се бендисува. И сега факт е дека и најубавиот модел, ако е лоша манекенката, ќе го уништи за секунда. Значи нешто што дизајнерот внесувал труд, енергија, средства, страшно многу. А од друга страна и најнеубавиот, ако е квалитетна, може да го прикаже во сосема, нели, да се допадне на крајот, што е идејата и намерата, фактички. Тоа не се разбира баш. Се надевам дека ќе се променат работите и баш и чекорите натаму. Ова школа и овие курсеви би биле барем еден чекор кон менување на ситуацијата. Друго нешто што го сакам кај вас е вашата книга, бидејќи сте жена која направи книга, сопствена книга и вели мојот живот е дихотомна колекција на колумни интервјуа кој потекна да направите книга од животните искуства на самите вас. Значи, дали требаше храброст да се направи овој проект? Колку требаше напор и труд да се направи и колку на крај ви се исплатеше целото тоа? Повеќе прашања, да тргнеме од почеток. Храброст требаше многу. Храброст особено затоа што мислам дека издавање на книга е сериозна работа. Да стапите денеска ете и таа професија денес стана. Да, ете демократска можност некој кој што има средства да се објави што сака. Може би од една страна добро, меѓутоа од друга страна треба читачка публика која што ќе знае да препознае што е што. Значи, не секој збор напишан вреди да се потроши време на него. Затоа ми беше голема одговорност, нели, тие содржини да ги ставам во таков формат, нешто што останува како корпус деликт, нели, артефакт некаков. Ми беше многу важно во животот да оставам артефакт на мојата работа, затоа што веќе 20 години ќе му дојде периодот кога работам како моден новинар. И бидејќи грото од тоа беше телевизиско новинарство, што не остава белег, се оди во етерот, секој кажан збор. Дури и технологијата толку напредуваше, па и она што е нешто оставено како во вид на касети веќе не функционира. Од друга страна, навистина ми беше важно некаков документ на мојата работа. И сега имам среќа да работам 4 години во магазинот Life и да ги пишувам колумните по кои што мислам дека се мојата препознатливост. И на крајот на криштата нешто што е мојата вредност, да кажеме, во тој сегмент од мојот живот, значи модното новинарство. Има среќа да остане пишано новинарство. И собрав храброста, се преиспитував многу долго време, нели, како тоа прво ќе биде восприемано, каков одглас ќе има. Особено што од друга страна таа дихотомија вториот дел се однесува на интервјуа кои што се правени не од темата на модата, туку животни интервјуа со личности кои сте навистина одговорност да седнете и да правите муабет. И тие се подготвувани многу темелно.
малку се, за жал, затоа што толку беше време траењето на магазинот. Ама тоа е се она што беше објавено во магазинот. И кога се стави тоа на едно место, особено колумните, и кога се подредија онака, ги подредив хронолошки, како што си течеше времето, и кога се подредија и кога јас самата видов како тече мислата ни сите тие, значи постоеше опасност дека ќе бидат застарени, да речеме, нели, темите, можеби. Ама фактички излезе дека тоа е некакво аналитичко четиво. И дека баш таа хронологија, нели, временска, си даде некаква своја димензија. И личеше на книга на крај. Јас сама од себе се одушевив како тоа излезе. Дали би напишале и продолжување на тоа што нели до сега, па понатаму како ќе биде, дали се инспириравте на нешто што сигурно има останато, нешто што не е напишано, со човек со такава искуство сигурно, дали би направиле уште еден такво издание? Тоа е моментот кога ќе ми влезе чивијата, веќе нема враќање назад. И кога ќе почувствувате магијата на нешто што е ваше, книга, ваше. Мислам, сега ги разбирам писателите на вистина. И сега ми е јасно што тоа значи. Тоа значи потврден одговор дека ќе добијам на прашање. Па да, веројатно во некаква друга форма, иако сега исто се множат колумните и понатаму. Меѓутоа, не знам дали ќе биде тоа, се мислам дека ќе биде сега пак лично, нели? Така. Затоа што и колумните колку и да се однесуваат на темата мода, се мој личен став, моје лично гледање, видување на нештата. Така да мислам дека е тоа многу важно, личното искажување. Точно. Дали некогаш ќе се речеш на себе дај да се вратам на телевизија и да продолжам емисијата, или едноставно сметаш дека уште не знаат сите да кажат што порано работеле во телевизија, дека медиумите се сменети, дека нема моментално простор, и јас сама знам колку е тешко. Меѓутоа, дали вас ви доаѓа желба да се вратите на телевизија и да продолжите? Желбата никогаш, јас постојано работам на тоа поле, меѓутоа тогаш кога ќе бидат подготвени, кога ќе има простор да се... Иако мислам дека публиката постојано го бара. И пак ќе кажам, должност ми е, затоа што имам уште многу што да кажам, и се чувствува дека недостасува. Так. Се чувствува и се гледа по улиците на крајот на криштата. Да. Затоа што не зборувањето за мода, само зборување за трендовите. Многу повеќе зборување за она што е животен стил. Јас цело време, тој што ја следела емисијата, знаат што сум зборувала и на што ми бил ставен акцентот. Трендовите се само еден сегмент кој што нужно мораме да го следиме, за да нели бидеме со духот на времето, модата е тоа. Да. Ама и тоа само за себе се зборува за општествените околности. Така, токму заради тоа е и потребно. Дури многу повеќе од било кога, затоа што гледаме што ни се случува и по продавниците и по улиците. И го изгубивме и ние, не знам, има одредена генерација на луѓе ми се дојдени кои им фали нешто од постарите генерации, дали е грациозноста кај жените, дали е дамското однесување, ми фалат некои моменти. Она се нервирам кога ќе се прокламира дека е дама, а оние фотографии напрчени задници. Не само тоа, не знае како да седи. Да, мислам, или тоа се гледа во деталите, апсолутно. Така, деталите одаваат. Мене ми фали такво нешто. Бидејќи јас мислам дека на тој начин никако се создавале дамите или вистинската жена во вистинска смисла на зборот. Колку си искрена како човек, Сања? Многу. Да? Ајде. Имаме една мала игра, со помош на овие таблички, да одговориме на неколку прашања заеднички, јас ќе ти правам друштво како добар домаќин. Значи, дали си или не си ќе бидат прашањата и не се тешки. Еде, прво почнувам со никогаш не ми кажале дека имам вишок килограми. Сум добила таков коментар. Не сум. Нисам, поздрав Лиле.
Ама сум значи- добила коментари дека имам ослабено. Не си добила никогаш во ниедна ревија не се нашол никој да рече Не, напротив, многу е парадоксално затоа што во времето кога интензивно работев, всушност ми беа таква беше и модата и таква беше понудата. Сите модели ми беа големи фактички, иако јас сум се чувствувала и денес кога се гледам после ова сега искуство со вежбање, тотален пресврт во начинот на живот, нозете не ми се такви како што ми биле, како сум можела да си дозволам да имам такви нозете. Така. Никогаш не сум посакала да имам друга професија. Не сум реално. Да бидеш нешто друго. Сум. Сум? Многу, да. А што би била ако не беше ова што си денес? Па јас сум несуден професор по филозофија. Затоа велам дека не можете да побегнете. Ке имале најубава професорка дефинитивно, ама ете. Ама добро, сега други предавања. Да, сега веќе друго. Никогаш не сум се извлекла од казна со шарм и убавина. Па знаело да ми, не казна, ама знаело да ми се случи да шармирам некој полицај. Така е, значи гордо ќе кренеме даскичка на сум. Не било толку драстично сега казна да било. ми пишат, ама. Никогаш не сум плачала на филм. Да видам што филм? ќе на филм, да. Дали имаш? Да се потсетам, имам некои така обиди филмски, ама... Немаш плачено на филм? На филм што сум гледала? Да, на филм, не на филм. Ти мислиш за глумење, да. Не, никогаш дали има луѓе што не плачат филмови кога гледаат, јас сум емотивец исто. Филмот кој те расплаче, дали можеш да се сетиш? За мене ми сакаат. Па не знам сега во моментот повеќе биле. Така. Повеќе биле. Јас гласам за Me Before You, тоа е нешто последно на најновите филмови и од класиката Ноутбук, мислам колку и да мажите се плашат од тој филм кој ќе се спомне, гласам за. Никогаш не сум патувала сама. Па сама да сум патувала сама, дока ќерка ми во Италија морам да патувам. Мислам дали Сани има отиде на сама на одмор, да се изрелаксира. Не? И јас имам желба да го направам тоа, да ти кажам искрено. Да, треба да се направи до крајот на животот, едно да работи. Еднаш да се прошета. Никогаш не сум се фотографирала сосема гола. Па не сум се сосема гола. Сосема гола, не. Не. Нема ни Сани, нема така. Нели по сила на работата имало понуди, имало не знам, купачи, така, не, ама скроз не. За сосема или да, ама не би размислиле, не би тоа беше прашањето. Да, зависи од тој професија, убаво рековме, значи зависи од сумата на пари. Ама не само сумата на пари, мислам дека тоа е парите, јас сум грешка. Добро, сега нормално, меѓутоа ако тоа е естетизирано, зошто да не? Ако се е културно, ако е убаво направено, не е вулгарно, нормално. И никогаш не сум се скарала со јавна личност заради мој јавно изразен став и мислење, бидејќи за мене си жена која секогаш го кажува она што го мисли, и ова беше последното прашање од оваа игра. Ја не сум се скарала, ама ми се скарала. Ти се скарале? Имала таква ситуација? Ама потоа сватиле, нели, од кога поминало време, кога се сварила целата работа, дека не било лично. Значи сега сосема со сите сте во добри односи. Па дури оние коментари за лошо облечен, за ова, да. Мислам дека навистина треба да се разбере дека нема ништо лично тука. Апсолутно. Мислам јас луѓето навистина ги сакам и секогаш еуфемистички сакам да ги кажувам работите. Напротив, никогаш не било тоа навредливо. Не со онаков арогантен став или било како. Напротив, иако мислам дека пофалбата е многу попродуктивна, да речеме. Ама пак некои драстично грди работи треба да се кажат дека дефинитивно вистината никогаш боли. Ние можеме да кажеме дека е демократски, дека да се облекува кој како сака. И да, тоа на ниво на индивидуално делување е окей, меѓутоа за јавните личности е непростливо. Значи тука мораме да бидеме одговорни. Дали остана нешто што не споминавме, а сакаш да го разговараме со нашите гледачи?
мислам дека опфативме Па да, крајно се. долу, да. За крај пред подаруците, овој дел би сакала да го заокружам прво со сеќавам уште вака ми е како сега да го читам тоа интервју, совети твои за облека и го читам делот со Хеланките, каде што исклучува беше жената која се согласи конечно со мене дека Хеланката не се носи без да биде покриен задникот. Значи, Тоа се едно од правилата. да, едно од правилата. Сега би сакала да ти искористиме овде со неколку совети до припадничките на понежниот пол во овој период од годината, на што треба да внимаваат, што е она што се препорачува и што е она што треба да го заборават во овој период. Па ете, дојдовме до тој сегмент кој што ќе го пропуштевме ако не те Да, беше да. ова прашање. Фактички паралелно поинтензивно овој период сакам да се занимавам особено со предавање за стилот и корпоративно и на индивидуално ниво и нешто што се нарекува image consulting, што е малку поразлично од она што се нарекува стайлинг, нели на јавни личности. Нешто што е ново кај нас, не е познато, малку апстрактно. Меѓутоа неопходно се повеќе, така да секаде и во нашето опкружување дури и Косово го имаат интензивирано и артикулирано како професија и како потреба, нужност да речеме, па дури и на обичниот човек, особено за специфични ситуации како што се свадби, каде што нели забави или каде што сте збунети на крајот на кништата, не знаете каде да барате. Особено па и на оној сегмент што е бизнес за жена која што е зафатена, па нема време да се занимава со покупки, а од друга страна незнаењето како тоа да се прави. Многу грешки се прават, особено во таа бизнес сфера, со дрес-кодовите, било какви. Дефинитивно. И сега кога е конкретно прашањето за периодот, да речеме, сега па приметувам дека токму она што се нарекува горна облека, нели капутите и она што се наметките, многу интересно и многу убави облечени луѓе гледам. Дека не се гледа што е под капутот. Да, ма како оди расоблекувањето понатаму се повеќе се приметуваат грешките. Особено во смисла на непознавање на себе си. Ние сите живееме, па дури јас, и мене ми треба погледот од страна, нели, секогаш погледот од страна е малку поинаков. Помалку или повеќе сите сме си субјективни. Колку можеме да бидеме објективни, тоа значи колку повеќе се познаваме или ќе сакаме да се запознаеме себе си. И најчесто си живееме во таа некоја дефиниција што имаме од малино за оформена, со тие некои нели слики за тоа или научени работи. Многу малку во текот на животот прифаќаме најтешко. Би требало постојано да се преиспитуваме и да сам секогаш советите од страна, стручните совети се добре доведени. На крајот на криштата веќе прифативме домовите, нели, да сваќаме дека ни треба стручен совет. Зошто да не биде тој со облека? Нели, финансиските консултанти се неопходност, адвокатите исто така. Меѓутоа, ова е последниот бастион човечки каде што нели ќе си признаеме дека ни треба некаков совет. Меѓутоа, да, ни треба. Дефинитивно. Сега е време да пред да се благодарам за гостувањето, да ти испратиме со убаво вино, виното кое го пиевме овде. Значи, за тебе да уживаш во Санта Марија, Овели, и нормално, убаво рече, една чаша е сосема доволна за човек да се чувствува убаво. И мислам дека од овие убави шоли овде на нашиот шанк вечерва, затоа што не усреќивте You Make Me Happy од Пан Принцова и Љубов на другата страна, една убава шоличка за тебе, за да секој пиење. За да си уживаш. Претпоставувам дека си љубител и на кафенцето и дека сакаш да пиеш убаво кафе, овде имаш убави шоли за кафенце, значи не те пуштаме така. И за мене најквалитетно турско кафе за она убаво денот да започне со кафенце. И овде имаме и презервативи затоа што ние сме
сме, јас сакам да кажам, амбасадори на потсетување на тоа дека мора секој човек да биде заштитен и сигурен. Ова е кесенца за тебе. Подаручење. Ќе послушам. Да, се ќе послуши се овде. Супер, благодарам. Човек се радва. Значи и првично кога се упознавме, кога успеав да дојдам до бројот на Сани, ти кажа дека ќе ми биде најголемото задоволство да направам разговор со вас по толку богата и успешна кариера и ќе ми биде често повторно. Ни се јавајте да ни кажете, имам спремам нов проект, тоа сигурно ќе биде за скоро. Дај Боже да има повод. Дај Боже и доаѓаме и правиме уште еден разговор на Шанк. Благодарам, се надевам дека има што да чујат. Апсолутно. Гледачите, што поскоро да ни се вратите на телевизијата, затоа што мене лично ми фалите, јас сум голем обожавател и љубител на вашите емисии. Сум уживала во тој луксус и гламур и во сите тие убави приказни кои знаевте да ги раскажете, така да се надевам дека ќе ни израдуваш. Помеѓу време на радио можете да ме слушате. Ете. И тоа е нешто. Да, и тоа е нешто. Дами и господа, останете уште кратко, имаме уште малку до крајот на вечерашнава дружба. How you feeling happy? Tell me how you feeling happy. We about to do this cause we happy. Deluxe. I'm alone if you Is it minute? happiness is the truth. Because I'm alone if you know it. Happiness is a you. No. I'm alone if you feel like Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Некаде пред да се одјавиме и пред да ви посакаме убава вечер, мислам дека може да ве насмееме, да ве расположиме со едицијата на Врапчето Милитна, најдоброто од Твитер, според мене, затоа што јас кажувам. Мене што ми е смешно и да видим и на вас колку ќе ве насмее. Еве го Дихон, така претпоставам дека би дошло точно муабетот били вака. Ала, Македонија пат? Да, повелете. Изненадување! Крофнара Хром, прв ден во јануари, трае колку јули и август заедно. Ибе пали куќа. Кога ќе пишат битката со снегот продолжува, ги замислувам како се маваат со снежни топки тие од општина. И јас исто. Петар Шестар, ако си маш, нема да ја дозволиш да плаче. Ти ќе го дробиш кромидот. И последното, но не дека и не е најдобро, Ема, и да сум Бетмен, мајка ми ќе ме тера да ставам на метката у Хеланки, за да не ми е ладно на кичмата. Се надам дека се расположивте, дека се насмеевте и пред се да ви посакам убава вечер, не можам да ви посакам убава вечер без да ви посакам да водите многу љубов. А ако водите многу љубов и сакате да бидете заштитени, знаете што треба да направите. Ова вака долу е нешто без кое не смеете да излегувате во град, затоа што никогаш не се знае, така? И нешто без кое не смеете да бидете дома, затоа што исто и дома никогаш не се знае кога ќе ви дојде комшиката на кафе. Бидете заштитени, бидете сигурни и правете деца кога е време, а не на несакајки. Останете да гледате на Шанк и во репризни изданија и нормално редовно следите на Facebook, на Шанк со Ивана Наскова и побарајте го нашиот YouTube канал на Шанк, каде што можете да ги најдете сите оние изданија на емисијата кои поради некоја причина ги имате пропуштено. Ве сакам убави луѓе, имајте уште поубава вечер и редовно бидете на Шанк.